Пазарџиите најверојатно ќе се спасат од измените во Закон за зелени пазари, што требаше да стапат на сила од 1 јануари, а со кои право на тезга ќе немаат вработени и пензионери. Инспекциите во изминатите 3 дена во контрола по пазарите ги немаше, а ниту пак на пазарџиите проблем со издавањето на тезги им правеа и од јавното предпријатие. Па не се, ама кажа дека ќе има. Не е никој. Не. Па јас прво го пратам вај законот, следам го, меѓутоа ќе видиме како владат, како има и некои ќе се прават, мора корекции да се прават. Малку е нејасен и самиот закон, па ќе видиме. Ова е индикатор кој сугерира, но и кој заедно со неофицијалните информации од надлежни потврдуваат дека измените на овој закон ќе се одложат на неодредено време, односно најмалку до завршување на изборите. Зошто власта во последен момент и молчешкум се откажува од измените во законот кој во добар период внесоа многу полемики во јавноста? Очигледно, во случајов некој направил политичка математика и дошол до заклучок дека времето на овој закон се уште не му дошло. На неполни 3 месеци до сигурните председателски и можни парламентарни избори, веројатно, минусот со гласачи ќе биде поголем од плусот. Па овој закон го има, но ќе се третира како да го нема. Ако политичките калкулации од партиските штабови стигнале до зелените пазари, тогаш што за одлагањето мислат пазарџиите? Па секој е политиката, ако се одложи, тоа е се политика. Ама не може они се вече се политика, СДС, ВМРО, СДС, ВМРО, сите се исти. Дали се у парламентот, дали се у собрани, они се се исти. И ВМРО и СДС. Треба они да се тргнат една што да оваа таква. Треба да знае кој да плаќа, кој вода да носи, кој да косе. Не може сега да плаќам, а некој да зима така. Плаќам пензијско лице, пензионерот зима пензија и доаѓа муштрите ми ги зима. Може би, не знам. Али порно да има лиценци. Треба да има лиценци. Да се знае кој треба да продава пазари, кој не. Сепак, освен креаторите на овие мали збрки, корист од целата оваа работа ќе имаат и други. Тие што досега леп ваделе на овој начин ќе продолжат и понатаму. Помалите производители ќе можат сами да си ги продаваат продуктите, граѓаните ќе имаат поголем избор и пониски цени, а на крај, јавните предпријатија ќе наплаќат повеќе тезгарини.